Југославија, а и со поширокото анализирање на овој проблем, кој што укажа дека не е само доволно една држава да има одреден квантум на кадри кои што ќе работат со децата или популацијата со пречки во психофизичкиот развој, но е потребно да се создаде една научна база која што ќе може да профилира кадри, да развива теорија, да развива наука, да го следи искуството од светот и да може за овој дел и за овие луѓе да понуди од самото нивно вклучување во животот, па до нивното оспособување за вклучување и асоцирање во редовниот живот и на некој начин, дури за одредена категорија на луѓе, да може да ги следи се до крајот на нивниот животен и работен век. Според тоа, Република Македонија, отварајќи ги овие студии, значи го отвара тој процес и се надевам дека Филозофскиот факултет со своите стручни кадри, кои што ги има некаде околу 120 наставници и соработници, значи тргнувајќи од најмлади асистенти до академици, и преку една смислена кадровска политика, сметаме дека овој проблем ќе го решиме на еден академски ниво. Што се однесува до другите проблеми, просторниот проблем на некој начин он е присутен на Скопскиот универзитет и на нашиот факултет, но во рамките на можностите ние се подготвивме, направивме соодветна организација и веќе од 5 октомври првите студенти веќе слушаат настава на студиумот по дефектологија. Ние оваа година во договор со Универзитетот и со Министерство за образование се одлучивме на една бројка од 30 кандидати и истите се одберени и сметам дека тоа ќе бидат и првите луѓе кои што ова република за 4-5 години ќе ги има на располагање. Што се однесува до кадровскиот проблем, за првата година ние тоа го прашање решивме, значи еден дел со нашите кадри што располагаме и нешто со другите факултети, значи еден-двајца наставници од другите факултети и сега отвараме и еден процес да се примат и нови наставници и соработници, а за подолгорочно веќе правиме согледување, веќе за втората, трета и четврта година кога ќе дојдат студентите да немаме проблеми. Мислам дека тој е еден од најсериозните проблеми и тој ќе биде разрешен. И уште едно прашање кое што е доста значајно за нас, а тоа е проблемот на литературата во оваа област. За да може една научна област да се развива, во основа треба да се создаде банка на податоци, банка на литература, светски искуства и така натаму. Според тоа, ние сега веќе разговараме да отвориме и една посебна библиотека. Во оваа пригода сакам да ви кажам дека имаме понуда од Белградскиот дефектолошки факултет, кој веќе се понуди да ни помогне со давање на одреден фонд, книжен фонд за оваа област, а исто така Филозофскиот факултет ќе оддели средства и на некој начин да набави се што може и од светска литература и од нашата литература со цел да може да овозможиме и на студентите, но и на соработниците и наставниците кои што ќе изведуваат наставата, да можат успешно да се вклопат во тие современи тенденции на оспособување на кадри кои што ќе работат со популацијата која што има пречки во нивниот психофизички развој. Студиите започнаа оваа година само за прва година. Во 10 предмети, предвидени во прва година, покрај 7 предмети, што ќе ги слушаат со студентите од другите катедри, ќе слушаат и 3 стручни предмети, како што се општа дефектологија со историја на дефектологија, физиологија и хумана генетика. Во наредната учебна година ќе се започне и со студиите од втора година, зашто исто така се обезбедени услови, просторни и кадровски, и се разбира и понатаму и за трета и за четврта година. Покрај овие 4 годишни студии, што ќе оспособуваат дефектолози едукатори за работа со инвалидизирани деца од предучилишно воспитание и одделенска настава, според наставниот план се предвидуваат двосеместрални студии за предметните наставници што имаат завршено соодветно високо образование, а работат во специјализираните установи, училишта, паралелки и заштитни работилници, со цел тие да се стекнат и со знаење од дефектологијата.
Со тоа во голема мера ќе се задоволи потребата која се чувствува од поодамна во нашава држава. Од разговорот со студентите можеше да се види структурата на запишаните студенти на овие студии. Со големо задоволство може да се констатира дека сите студенти се запишале со голем интерес и љубов кон ова занимање. Интересот за ова занимање се јавил низ разговорите со родителите на инвалидизираните деца, со дефектолозите што работат со такви деца, а со голема желба и тие во иднина, кога ќе стекнат дефектолошко знаење, да можат со успех да им помогнат на глувите, слепите, ментално ретардираните и други хендикепирани деца. Од прилика во оваа насока своите студии уште пред 2 години ги започнав како студент на психологија. Така да мислам со психичките проблеми на луѓето оддавна сум заинтересирана, особено со психичките проблеми на децата. А мислам дефектологијата е најблиско до тие психички проблеми. Како мислам особено во оние вродени аномалии кај децата. Сега сметам дека кај нас доволно не им се посветува внимание на овие деца. Па конкретно сега мислам дека беше краен момент да се отворат овие дефектолошки студии, да се овозможи на некој начин нормално да се вклопат тие многу рано. Сметам дека досега многу се чекаше, многу беа изолирани тие деца во тие посебни училишта. Сметам дека ако порано се почне со рехабилитација, едукација на децата, дека и порано ќе може тие да се вклопат во еден нормален социјален живот. Јас доаѓам од Куманово и ова ми беше желба да се запишам на дефектологија, бидејќи тоа уште од многу одамна ми е желба и ова година ми се даде можност и прилика да се запишам токму на тоа што го сакам. Дефектологијата како наука е многу убава, не само како наука, туку таа е хумана наука и пред се многу човечна, затоа што за да се работи со деца кои имаат пречки во својот психофизички развој е хумано и доста привлечно. Јас во Куманово среќавам секојдневно такви деца и ми се допаѓа, мислам, да комуницирам, а кога ќе сретнам некој така фино изгледа, а не знае да ме праша, и затоа се определив да можам јас да го научам неговиот јазик со кој што би можела да комуницирам, за да можам да му помогнам во одредени случаеви и така натаму. Инаку, ние овде се собравме, како што гледате, многу сме и доаѓаме од разни краеви на Македонија. Верувам дека и во нивните градови има деца кои и тие веројатно со љубов доаѓаат и се определиле за овој позив. Бидејќи овој позив, како што ни рече и професорот, е доста тежок, но меѓутоа многу хуман и ако со љубов се работи, верувам дека ќе се постигнат резултати. Се викам Гроздановска Калјупи и доаѓам од град каде што за прв пат, мислам прв град каде што е отворен центарот за рехабилитација за деца со оштетен слух, а тоа е градот Битола. Инаку се определив за ова струка за дефектологија како една хумана струка која се наоѓа во склопот на Институтот за припедагогија и се разбира дека